Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во ракометниот спорт своевремено имавме навистина еден извореден судиски тандем во состав Маријан и Драган Начевски. Не треба многу да се зборува за нив каде се ја делеа правдата. Доволно е да се каже дека судеа на 2 олимпијади, судеа на 4 светски првенства, на 6 европски првенства, на многу меѓународни надпревари од европските лиги, па и пошироко во светски размери. Овој пат ќе ви го представам Маријан Начевски, кој за разлика од Драган, кој немаше ракометна активност, би рекол, како играч пред да стапи на сцената како судија. За разлика од него, Маријан беше и ракометар, дури со желба да стане нешто големо во ракометниот спорт, но откако увиде дека тоа ќе оди малку потешко, а почувствува дека може да суди и затоа се реши да биде арбитар. Маријан, тоа како најава за тебе, гледачите добро те познаваат, па сега ти ќе ни кажеш кои беа твоите први чекори во ракометниот спорт. 81-82 година започнав во во јуниорската екипа на Бутел да играм ракомет, после поминав во сениорската екипа, се до 96 година, каде во 96 година се пресели во електромонтажа Охрид, 96-97 година. Не, тоа порано, 86-87. 86-87, се извинувам. 86-87 година. Зашто 96 веќе судија? Така, 86-87 година, бидејќи почнав да студирам на туризам во Охрид. И тамо живеев. Се до во меѓувреме полагав за ракометен судија и 27 години бев ракометен судија, од кој најдраг период ми беа од 99 до 2003 година, каде 4 години поред бевме со Драган по оцени избрани за најдобри судии во Европа. Да, најдобра судиска двојка, точно. Да, а со самото тоа и во свет. Кога го положи судискиот испит? 81 година го полагаш 81-а, играш уште 4-5 години активно. Да, бидејќи тогаш можеше да се бавиш со судија и да играш ракомет, меѓутоа не можеш да судиш во таа лига кај што играш. Така беше принципот. Мораше во другија, во која лига играше ти тогаш? Па тогаш Бутел играше во прва македонска, во втора македонска. Значи ти се шеташ, во прва ти во втора, кој во втора, што сакаше повеќе да биде во прва или втора за расудењево? Па видите, вие напомнавте на самиот почеток, јас стварно имав амбиции и секој пат кога работам нешто имам амбиции да постигнам голем резултат. Дали е тоа во бизнис, дали е тоа во спорт, дали е тоа во било која работа што ја работам, значи така сакав да бидам еден од најдобри играчи. Меѓутоа не ми успеа тоа и на една иницијатива на Николовски Стојан, во ракометните кругови познат како Кускуле, и Јаце Ване, покоен компир, ми предложи да полагам за судија. Дојдев јас на полагање, во комисија беа доктор Микис Душан, Шчепановиќ Милорад и Кузмановски Мојсо. Полагам и ме прашуваат зашто сакаш не играш, него сакаш да бидеш судија. Па ја викам сакам да бидам најдобар судија, прво викам во Македонија, па во Југославија, па Европа, па во свет. Така ми се насмеа малку. Меѓутоа со тек на време стварно јас станав еден од најдобри судии во Југославија, во Европа, во свет. Тоа што го посакав, го постигнав. Меѓутоа можам слободно да кажам, со макотрпна работа. Бидејќи 27 години трчавме секој ден 10,5 километри. Сега да ми кажеш за оној период како изгледаше, играш, судиш. Тоа беше од 81-а, да речеме, до 85-та, 6-та година. Па видите, јас бев играч, судија, меѓутоа бев и активен во форумите на ракометниот сојуз тогашен,
Па бев и во форумите на тогашна Југославија, бидејќи бев директор на репрезентација на Југославија од 88 до 92 година, на женска репрезентација на Југославија. Па после станав директор на машка репрезентација на Македонија. Бев во тој период и еден од најголеми спонзори на ракометна федерација на Македонија. Да, Срем е познат на времето, практично тој издржуваше репрезентацијата и оние први патувања по самостојувањето на нашата држава. Кој што сака нека зборува, меѓутоа тоа е факт. Пред фактите и боговите молчат се вели. Тоа е факт, нели? Така е. И сега да ми кажеш, многу ме интересира, дали ти беше тешко да го напуштиш играњето и да се определиш само на овие други активности што ги кажа, судење, па директор на репрезентација, па директор на македонска репрезентација, па сега да ги кажам и овие функции што ги обавуваш сега, комесар на СЕХА лигата, во арбитражниот совет или не знам како се вика во Светската федерација, да, трибунал таво си член и генерален секретар на Балканската раковетна федерација. Нели се тоа многу вака насобрани функции, Маријан, се издржували? Па видите, кажи ми на почеток за тоа, после ќе продолжи. Целиот живот го посвети во спортот. Значи, зошто велам го посвети во спортот? Бев во ракометот долго време, бев 13 години председател на Сојуз на спортови на Скопје, бев 13 години председател на Сојуз на спортски федерации на Македонија, со моите приватни фирми Срем, ЦД Клуб Маки, бев еден од најголеми спонзори на спортот воопште во Македонија и во екс-Југославија. И човек кој ќе се определи да биде во спорт, да дава во спортот и да живее за спортот, не е тешко, меѓутоа треба да се определи точно на време што сака и како сака. За да може целиот да се внесе, да не биде тоа импровизација. Туку влегуваш и работиш. Почнав да судам. Кариерата ја започнав со Перо Шандовски, кратко време потоа со Владимир Ивановски, потоа со Ѓоргиевски Благоје влегов на Втора Југословенска лига. Во Втора Југословенска лига се спарив со Аце Ване, што го спомнав, покоен компир. Да. Во Прва Југословенска лига влегов со Петра Климкаров од тогашен Тито Велес, сега од Велес. И 92 година се спарив со Драган Начевски, каде 93 година по приемат на Македонија во Светската ракометна федерација и во Европската ракометна федерација, станавме меѓународни судии и веќе заедно со друг се случувало во тој период да судиш со некој друг освен со Драган или немало? Не, јас сум судел со млади колеги. Така малку за судењето го сакав многу. Да пренесеш искуство. Сакав да им пренесам да го пренесам моето искуство на млади колеги, така да мали олимписки игри сум судел доста со помлади колеги. Неколку пати, например, во банка или негде ќе ме сретнат и кажат: дома разговараме, мојата ќерка или мојот син игра. Стварно вие сте суделе мали олимписки игри? Викам да. Леле, вика, па ние се расправавме, мислиме дека судите само големи надпревари. Меѓутоа мене не ми беше срам, него баш чест ми беше да судам на тие млади. Не, и задоволство е на децата да се суди уште од мали нозе, да се упатуваат во играта. Токму така. Според правилата и прописите. Токму така. Сега да одиме на она веќе сериозна тема, судењето. Судењето не е наивна работа, често пати може судијата и да сгреши, да оштети некого. Маријане, рака на срце, многу клубови вложуваат и големи средства за да екзистира клубот, за да има квалитетни играчи и тука ако се сгреши стално ќе бидеш на удар. За такви моменти ќе зборуваме подоста, а кој е оној прв момент што предизвика кај тебе возбуда, па и колебање во таа, например, Прва Југословенска лига, ракомет, Југославија секогаш во врвот беше и така. И која средба
ти оставила вака посебен впечаток која ти се врежала, би рекол, во твојата меморија од тој период? Имаше многу тешки, тврди и цврсти дуели, би рекол. Па видите, Југославија беше, слободно можам да кажам, земја у првите 2-3 држави во Европа, во свет, или па се знаеше дека Русија и Југославија беа тие топ две држави. Ракометот беше не само ракометот, него сите екипни спортови во таа Југославија беа на едно високо завидно ниво. Бидејќи јас бев посветен на ракомет, прва Југословенска лига, ви кажам, почнав да судам со Петра Климкаров, една или еден надпревар што ми остави траг во моето сеќавање, беше тука Вардар Партизан, бидејќи јас како скопјанец, а бидејќи бев на А-листата, можев да судам надпревари во градот каде што живеам. Бев на ждрепката во Белград и паднавме Начевски Климкаров да го судиме тој надпревар. Касим Каменица беше тренер на Партизан, а Љуба Странджес беше директор на Партизан. И кога го видов дека Начевски Климкаров судат, рекол без проблеми, нема проблем, ние сме задоволни, знаеме дека коректно ќе го ако играме со македонски клуб. Да, коректно ќе го отсудат на преворот, бидејќи стварно важевме за едни коректни судии. Значи секоја година ги судевме оние квалификации на втора лига, југ, север, запад, исток за влагање во прва лига. Судевме, јас сум судел финале на Куп на Југославија. Да. Партизан Звезда, дерби над превари. За овој надпревар кажи. Металопластика Медвешак исто надпревар кој што ми оставил добар впечаток и така. Да, па Металопластика европски првак беше и сега да им се суди на европски прваци. И Медвешак беше во тоа време. Пријатно, но и одговорно. Јака екипа. За Вардар Партизан те прашав. Да. Како излезе на крајот работава? Вардар победи сосема поштено. Тој надпревар се играше во спортска сала Расадник. Салата беше преполна, значи имаше, верувајте, еден на друг седеа. Немаше притисок од публиката, наче Вардар игра. Па нема, знаете како, тоа е малку и професионална деформација, се исклучува човек од публика. Гледа на терен. Гледа тоа што ќе го види да го досуди. Некој пат и да не сакаш нешто да досудиш, самата рака, самиот момент ти оди... Автоматски. Да, тоа е, верувајте дека е така. Да, ама тоа може да го направат суди што има чувство за игра и што длабоко се навлезени во таа игра. Може автоматски, а да не оштети и да биде одлуката вистинска. Во мојата кариера или во нашата кариера, да кажам, сме имале многу малце приговори. А ако кажам дека приговорите сме ги имале најповеќе од наши екипи во Македонија, бидејќи никој пат не го барале кривицата или вината, не ја барале во своите играчи или во водството на тренерот, барат во судиите. И после кога ќе докажеме, зашто многу пати ние последна пресконференција на дали е тоа Вардар, дали е Пелистер, дали е Металург, сме имале пресконференција следниот ден, со DVD, со видео касети, со DVD, секој спорен момент што го наведува, дали е тоа, дали било екипа на Пелистер, на Вардар, на Металург или на Борес тогаш или на Тутунски, Шевро Куманово беше, Јако Младост, Богданци, значи сме докажувале со DVD дека нашата одлука е дека била исправна. И ги замолчувавте. Нема. И тренерите како се вадеа после пред фактите и боговите молчат. Не, после дигаат телефон, немаше тогаш мобилни телефони, ќе дигна телефон, извините, ние мислевме вака, не мислевме така. Меѓутоа, кога веќе добивме на име,
Немаше повеќе такви Да, работи. ама некој ако се жали многу, дали бевте реваншисти после да го начекате или не? Немало. Тоа го исклучувавте и гледавте таква работа. играта. Јас искрено ќе кажам, да не кажам 100% сме биле реални, 99% сме биле реални, 1% била симпатија према тренер или екипа што била коректна. Значи, таа екипа која била коректна или тој тренер што бил коректен према нас, ние секогаш сме биле коректни. Коректно. Еден од такви тренери бил Данели Константини, селекторот на Франција, стварно еден голем господин, па греота да некој помисли да му земе една топка на еден таков човек која секој пат ги признавал грешките, секој пат ги смирувал играчите и да имало Ама и така делуваше тој авторитетно. И судијата не е, значи не може да не биде непогрешлив. И компјутер ќе го фати вирус, ќе погреши и слично, па не е судија. Меѓутоа, многу е битно дали судијата има намера и дали се греши на една страна и се греши на и едната и другата страна. Да, грешка може да има, Грешка само може да не е да не биде намерна и намерна. да не се повторува грешката, а да е оштетена една иста екипа. Тоа е лошо. Така, Иначе грешка може да има. Зашто после и вие не можете да се вадите ако например од Па тоа е 5 грешки, тоа е сите многу 5 се за една екипа. Не, ама тоа е многу лошо кога судија ќе направи грешка, па сака да ја компензира Па втора грешката, грешка. па влага во друга грешка на спротивна страна и така. Значи ние секогаш сме се договарале, значи човек е човек, може да погреши, меѓутоа да заборавиме таа грешка, да одиме понатака, таа грешка која ќе видат после дека била ненамерна, сите ја забораваат. И со Драган Начевски, 92 во минатиот век, влегувате во оној Во водите во судиски крем на отворена врата, бидејќи претходно се докажавте со судењето, и како изгледаше тој почетен период на европската и светската сцена? Па видите, ние бевме прво како ракометна федерација, прва федерација која беше призната во Европа и во свет. Значи и поради тоа и најбрзо влеговме Во форумите на тие федерации. на ИХФ, одевме на сите конгреси, бевме слободно можам да кажам едни од најголеми амбасадори на Република Македонија, бидејќи Македонија не се знаеше многу за Македонија, бидејќи ние судевме на сите континенти. Сме судели на сите континенти, па кога судевме, да кажам, во Кенија или во Јужна Африка или нешто, кога ќе прашаа каде е Македонија, луѓето се чудеа. Бидејќи Македонија беше млада држава, сите ја знаева Југославија, сите го знаева тогаш Тито, и кога ќе кажевме една држава од екс Југославија, кај што беше Тито председател, тоа е мојата држава. Тоа е нашата држава. И тогаш ќе дознае од каде и што. И тие први надпревари така на меѓународна Првиот наш надпревар беше во Истанбул, уште во септември. Во септември, значи ние полагавме во август на крај, во септември веќе на почеток на септември, 10-9 септември имавме надпревар Турк Хава Јолари, тоа беше Turkish Airlines, фактички тим на Turkish Airlines од Истанбул со Femina Visa Swift. Онаа екипа што Кометал играше последно 2-3 години. Да. 2-3 години со нив. Првиот надпревар и победија гостите. Инаку слободно можам да кажам дека во повеќе од 50% гостите победувале кај нас. Бидејќи стварно сме биле реални судии. Не го протежирате домашниот тим, туку гледате да видите објективни на двете страни. Црвени, жолти, плави, бели, зелени. Немало кај нас тоа, значи стварно сме важеле за едни реални судии, сме судиле 50-50. И после тој истанбулски деби, да речам, како оди вашата кариера? Па веќе 94-та година го судевме првото финале на Европски куп. Тоа беше во Дебрецин. Машко, женско? 95-та, значи... Машко или женско финале? Женско беше тогаш. Да? Женско беше прво тоа, 94-та, меѓутоа, верувајте, немаше судии, што станали судии, па за една година добиле финале. Значи, ние бевме ретки. Ние бевме исто едни ретки судии, кои што на едни олимписки игри добивме да судиме и полуфинале и мало финале. Требаше да го судиме во Сиднеј финалето, меѓутоа се откажува Гарсија Морено и не, сакам да кажам како
како суди, значи Брзо се пробивте, да. Важевме за реални судии, а и екипите кои што имале влијание некое, ургира да им судат начевски, бидејќи знаева ако се подобри, ќе победат. Да. И тие нормално барат судија Реално што судење. знае Нас не дека се ќе случи, ние биде судевме на онака како што треба да биде. Русија Норвешка на Европско првенство 2004 година во Ѓор, кај што следниот ден требаше да се игра надпревар Германија Франција и доаѓа генералниот секретар, сегашниот председател на Европска ракометна федерација Майкл Видерер, доаѓа со Андорка Шандор и вика: вие вечерва одма после надпревар ќе се спремите, треба да одите за Дебрецин. А Ѓор Дебрецин е 500 и нешто километри. Викаме: добро, зашто? Па вика: утре треба да судите дерби надпревар таму. Па викам: таму има 8 други пара. За не може од тие 8 пара некој да го суди? Не, вика, тренерите се во конфликт на неколку првенства. Вие ќе ги сверите. Вие сте тие што и едниот и другиот тренер рекоа: сакаме да ни судат начевски. И ние во кола, тука во Випот малце каснавме, стварите ги земавме со нас и продолживме за Дебрецин. И таму тренериве? Ништо, сабајлето станавме на доручек, не гледаат 8 пара, други не гледаат. И вие имаше баш словенците, Петар Крстич, Љубич беа таму и вика: шта чете ви ту? Па викам: дојавме да судиме. Па зар нема ко да суди од нас? Не знам, викам, ама изгледа нема. И така го судивме тој надпревар и после го судивме и финалето. Данска-Норвешка. Тоа е анализирано од не знам колку стручњаци и докажано дека на тоа финале не сме имале ниту една грешка. Добро, тие може да не видат нешто, ама ти самиот не чувствуваш дека може би се сгреши. Како по ноти што се вели. Четврта, петта, шеста се ваши години, па од тие години, ајде, некој надпревар или па првенство? 96-та почнавме да судиме на Европското првенство во Данска. Тоа беше прво наше Европско првенство. Меѓутоа, за жал, на Драган брат му почина и после 4 осудени надпревари се вративме во Скопје да го погребаме покојниот Зоки. И се сеќам само на идењето Манфред Праузен ни рече: штета што отидовте, како ги отсудивте овие надпревари, имав големи намери со вас. Меѓутоа, веднаш после тоа дојде 97 година светското првенство во Германија, судевме на светското првенство во Германија, Македонија се пласира, играше, знаете, добро и сега не може, ако Македонија се пласира, значи не може и суди и екипа да идат да судат, да продолжат со судење. Зборуваме за 97-ма светско за жени, кај што беше Индира Кастратович најдобар стрелец на шампионатот. Гол, кај што освоивме 7-мо место, кој што за многу малку не ги фативме Олимписките игри во Сидни. Во тој период е интересно да раскажеш за гледачите покрај судењето твоите други активности кои беа во ракометот, бидејќи тогаш јас бев долго време генерален секретар на Ракометна федерација на Македонија, како неплатена функција, бидејќи имав приватен бизнис со месо и совместни производи, знаете. Потоа Драган стана генерален секретар 96-та година, јас станав секретар на управен одбор. Така ги поделивме тие функции. Никако да се разделите? Па не, може. 2003 година повторно станав генерален секретар до 2013 година. 10 години во континуитет. 10 години во континуитет. Ке дојдеме до таа 2003 и до 2013. Сега, бидејќи спомнавме Европско светско првенство во ракомет и тогаш веќе помислувавте и на Олимпијадата, дали бевте сигурни дека ќе одлетате во Сиднеј
или пак до последен момент беше присутна неизвестноста? Па бидејќи влеговме Зашто борбата за Олимпијада е топ голема, 30. кој што е за екипите за исполнување норма, така и судиите. Па видите, тогаш и судиите судеа за оцени или за бодови, да кажам, исто како што и екипите победите ги За пласман. за пласман со Што бодови. обезбедува виза. Тогаш, значи, веќе 97-98 година влеговме во тие топ 30 судии прво. Многу бргу 98 година влеговме во топ 10, да веќе 99 година станеме најдобар судиски пар. Нормално, штом станавме најдобар судиски пар, местото ни беше на Олимписките игри во Сиднеј. И отпатувавте во Сиднеј, меѓутоа претходно имавте, ми се чини, и две светски првенства. Пред тоа имавме светско првенство во 99 година во Норвешка, па 2000 година судевме на Европско првенство во Хрватска мажи и Олимписки игри. Значи имавме две првенства во 2000. 2001 година судевме на светското првенство во Франција. 2002 година судевме на Европското првенство во Шведска. 2003 година судевме на светското првенство во Португал. 2004 година судевме на машкото европско првенство во Словенија, на женското европско првенство во Маđарска и на Олимписките игри во Атина. 2004 добивме три големи првенства, што мислам ни еден судиски пар во една година. Значи тој што суди на машко нема да суди на женско. Тој што суди на женско нема да суди на машко, или ќе суди машко и Олимписки игри, и таму и ваму и во една година и Олимпијада. Судевме три големи првенства. За првата Олимпијада, вака да ни кажеш нешто во Сиднеј, сепак Олимпијадата е Олимпијада, најголем светски спортски настан. Менувам 10 светски или европски првенства за едни Олимписки игри. И тоа е токму така. Значи учесник на Олимписки игри е нешто плафон. Самото чувство да бидеш дел од тој спортски колектив, од олимпизмот, е многу голема работа. Ние судевме во Сиднеј, требаше да го судиме финалето, бидејќи бевме убедливо по оцени најдобри судии. Кажав дека ради откажување на судискиот пар Гарсија Морено, финалето го дадоа, нас ни дадоа полуфинале, да судиме финалето на Гарсија Морено, меѓутоа имаше многу реакции и од екипи, и од суди, и од се, и утре дента го добивме и малото финале, женско, Норвешка Кореја. И како изгледаше тоа мало финале? Што да ви кажам, знаете, пред преполна сала на Олимписки игри, што значи едно мало финале. Кој беа подобри? Друго како награда после тоа добивме, судевме на првиот Комонвелт шампионат во Кенија, бидејќи уште во Сиднеј примивме негде по 20 вакцини, не знам од какви не болести. Ве подготвуваа тогаш за ваму. 20 вакцини примивме за време на Олимписките игри, за да можеме да отпатуваме во Кенија. Јас бев на Олимпијадата во Сиднеј, не можам да се сетам на победникот. Норвешка ли беше или Кореја во тоа мало финал? Не, Норвешка беше, го победи тој надпрвар, а кај мажи Русија стана победник, олимписки шампион, со Шведска играше. А ние судевме Шведска и Шпанија во полуфинале. Тој надпревар беше тежок, бидејќи полуфинале на Олимпијада. Тие надпревари нормално се тешки, меѓутоа ипак веќе ние добивме големо искуство и бевме сигурни во себе некако. Некои ситуации непријатно со играчите, затоа што тимовите имаат големи звезди, па некој може да си дозволи, еве, немало, поштено ние сме да се обрати кон судијата. Единствен проблем само кога судевме полуфинале Југославија-Шведска во Франција, 2001 година, со еден играч на Југославија, играше во Шпанија, во Тека Сантандер, Јовановиќ. Со Јовановиќ, бидејќи Јовановиќ имаше тогаш, мислам дека 18-4 од 18 шута, 4 гола, беше нервозен, така и на крај
и на крај прими Југославија гол од 18-19 метри Ловгрен. Од центар. Сеќам, го даде поаѓа од центар, му ја даде мислам Петерсон топката, Ловгрен шутна, влезе од 18-19 метри и нормално беа судиите криви после. Пошто тие очекуваа ние како екс-Југословени да им помагаме многу. Да помагате. Тоа е целиот проблем. И што за тој гол, примерно таа личи на судијата виновен. Ние сме имали проблеми исклучиво, ви кажувам, тогаш со Југославија и со македонски екипи.